Во минатото носењето крзно било доста во мода. Дамите и господите често на себе носеле бунди, шубари, ракавици, за да изгледаат поубаво и потопло, а постарите носеле крзнени елеци. Домовите биле често украсени со разновидни крзна. Со крзнарството во Велес е поврзана една долга традиција, а за овој занет во емисијата Минато сегашно сиднина ќе разговараме со последниот крзнар од Велес, Димитар Тасковски. Ке се навратиме малку на вашите почетоци, кога вие започнавте да се занимавате со овој занет, со крзнарскиот занет, и каде го учевте занаетот? Това е негдека 54 година, септембар месец, до 69 година у фабриката Крзнарата. Таму го учев ја занаетот ко ученик и ко квалификован ко калфа, тога се викаше, до 63. Од 63-та кога дојдов одвојник, положив за високо квалификован. Тоа за мајстор. И негдека работев до 69-та година у Димко Митрев. Од 69-та на 4 јули вечерта у Франкфурт на станицата бев у 9 саат. Дојдоа од таден ме зема и ме однесоа да речеме кај што треба да работам. Таму работев 6,5 години ко крзнар. Кога завршија тие 6,5 години, мене планот ми беше да идам, да спечелам и да се вратам. Затоа супругата моја работеше у нама, у робната куќа, од дете, од ученик. И ние сме комшиување на деда ми куќа. Па ни ја даде, да речем, па ја направив нова 89-та година. Кога се вратив од Германија, на 18.3.73 го отворив дуќанот до 2000-та. Сега, после тоа немаше кој да наследи. Јас син имам, ама не ќеше онова да го работи. Сега работи у Скопје у некоја поголема продавница ко шеф е таму. И на сето това, да речеме, немало кој да продолжи, ама до 2000-та сум работел, да речеме, со дуќан. Тоа е 33 години. Работев ко прифат. И имав, да речеме, луѓе платени, тројца што требаше, да речеме, да работат. Едниот ги работеше лисиците. Од лисиците кои ќе ги купиш од ловџиите се гнасни малку, не се така чисти. Пон тоа го работеше, а господјата моја ги переше. Па ја кога ќе дојдам, имав таблица на зидот и гледав, да речеме, во киселината кој пат влегуваат. И кога гледаш кој пат влегуваат во киселината, према времето и ќе додаваш, да речеме, киселина, сол и така натака, така да се поврзе, па за да испадне ова. Отивање од сурова кожа испаднато ова. И така тоа до 2000-та тоа се го работи. Што обично вие произведувавте од крзно? Од крзното севте, кога го отворив дуќанот, правеве технички бунди, шоферски бунди и претежно пресплаки за коли. Работев. Негдека тоа, ќе ви кажам, негдека беше докај 77-8. Па и може поназад една година. И отидов само на дамска бунда и на шубари. Шубари прави во сите врсти на крзно. И по порачка, и онака готови и така натака. Бунди, например, сум правел у зимото за 2 месеца од кај 25 до 35, тие ги увозував од Грчка. И работев до крај со нив. До 2000-та година. Од 2000-та прекинато. Од какво крзно обично ги правевте шубарите и бундите? Видите,
Од лисица нормално се правело, превидејќи ние лисици имаме колку сакаш. Јас сум одел у Штип, у петок сум купувал по 100, по 150. Ја од 300 до 400 лисици зимото за 2 месеца сум правил во круг. А бундиве од астрагански, тие ако пример ти иде во памет едни црни кадрви, вака што се многу ситно така. Да речем, ова е фока, например. Ова е друго животно, ова е еден вид ко куна, се одгледува во фарми. И видиш кој е кроено, секој парче е под димензија. Не смее да биде ни подолго, ни покусо. Ако така испадне, ќе биде крива бундата. Значи, од сите врсти што постоева, ја од Грчка сум увозел и сум правил бунди. Сега, имало што викаме, нели, да поновам, од лисици па до куни, до заеци и така натака. Дали само од Грција се снабдувавте со кожа? Првиот почеток, ако може така да го поврземе, ја у Битола отидов, у Битола имаше крзнара и тоа крзнара класа. Верувај, сега тоа и да се чуе не е битно. Ја кога се вратив од Германија, 73 година, овде да речеме ние ко Македонија, они не знаева што се тие марки. Ја донесов едно купче марки. 83.000 марки ја донесов 73. 28.000 оставив у Битола за материјал, кога Битола и кога фабрика голема не беше регистрирана да зима девизи. Со техничкиот, со директорот на комерција, отидаме у Битола на центарот, одма према киното, банката Стопанска од долна страна, и дадоа пари луѓето, и изброивме, чак дури, од многу роба и они се чудеа, и дадоа човек, верувај, имаше една табла, специјална, со 3 мантила, дадоа човек, какви кожи му викаш, такви ти носи, и ти си ги двоиш. И на крајот, они имаат бројки овде. По овие бројки ги избираш и ги платиме. Кога испадна 28.300 марки. Тој онакво е. И тој почеток со тие кожи ја работев полни 9 години. После тргнавме само на ова, само на бунди и на капа, дури и през флаките ги оставив, оти малку се потешки. Оти се нова кола ќе дојде и треба шаблон да изводиш. Ако шаблон не изводиш, не можеш да и направиш, да речеме, да бидат през флаките на колата. Мора да спрем да имаш хартија, да изводиш, па да правиш и така натака. Од кога ќе се снабдевте со кожа, дали потоа следеше процес на обработка на кожата и исто така и на штавење на кожата? Обработка и ставење на кожата само лисиците и, да речеме, волци, ако донесат нешто. Това се преработуваше. А другото се е готово од фабрика купено. За да се направи една бунта, треба да се внимава доста да не мириса бунтата на животинско потекло, а исто така и влакното треба да изгледа како природно влакно. Дали самиот процес на изработка на бунда е доста тешок и за колку време од прилика вие ги изработувавте бундите? Нема потешко, да речеме, и погнасно од лисицата. Лисицата е, и ловчиите многу пати ќе дојдат и ги опоменував. Не ставајте пепел. И они гнасни, ако не изработиш до едно парченце на месото, што го има на неа, и ако не добро ги испериш и ги исплавиш, и ако не ги дадеш оние правите, да речеме, сол, киселина и сето това, ондак не испаѓа. Да речеме, кој што треба, мора да мириса. Ама ако тоа сето биде по закон, а по закон мора да биде. Не може кожа, ако не е изработена, да речеме,
онака како што треба, онда кона ќе испаѓа влакно и ќе се кубе и ништо на крајот нема да направиш. Вашиот дуќан се наоѓал не на доста фреквентна улица каде што минувале многу луѓе. Дали па често во вашиот дуќан доаѓаа муштери и надвор од градот или пак исто така имавте и муштери од странство? Странци имав затоа што тога аутопатот не беше. Сега колку години тоа тука минаа пред мене, па да ви кажам искрено, на 18 март отворив, па ја не знам во тие март, ода да речеме за Грција на одмор тие сите странци и дуќанот ми беше нареден се со кожи надвор закачени. Не знам, без број, може би у летото по 3-400 сум продавал. Ја од јагниња, да речеме, обични наши што се колело, од касапница купував и така натака, ама ги бирав, например, и беа убави и ги купуваа странците. Ги купуваа. И наши луѓе. Имаше еден период на мода. Ја на горната куќа, горе зад ова имам, со еден брат, спратот ми е 94 квадрата. Двете соби беа се со чилим крзнен и се гарнирано, да речеме, кафено со медово и така натака и така натака. Дали додека вие работевте, постоje и други крзнари кои што се занимаваа со овој занет? Постоеле некогаш директор што беше првиот на фабриката, они од татко биле крзнари, ама тоа било и ја не ги паметам кога било, ме сваќаш. Чак дури едниот работеше у Скопје кај Кармин одма, од горната страна. Ја кога се вратив од Германија, 3 месеца кај него работев. Па имаше еден главен мајстор што го плаќаше високо и ме праша, тој Чичко Трајко го вика, и тоа можам да го кажам, само кратко. Ми вика, дете, донесе ли некоја пара? Викам, донесо. Отвори, вика, дуќан, од прашината, вика, парите, вика, ќе влезат самите, вика, у фиоката. Во кој период од годината имавте најмногу работа? Некдека, јас сум одел 1 месец на одмор. Од 15 јуни до 15 август ја дуќанот мој беше затворен. Од Катерини до Лариса, се е тоа поминато и сом ќе се вратев више. Август завршуе, октомбар почнува и работата почнува, завршува негдека до кај 15 април. После летото, например, па лисиците што се купиле се преработуиле и така натака, па мораш најмалку да имаш едно 100-200 лисици готови, да речеме со очи, глави, штипки, да бидат прикачени, приунадени од сезоната. Тога и дете се носеше, секоја втора жена носеше и купуваше кромпир и лисици на пазар. До толку, ја муштериски сум изработил од 70 до 90 лисици. Муштериски у месец. А башка што сум продавал. Оти идева 20 човеци, едниот беше од населба, го знаев. Едниот взимаше 30 лисици, едниот 20, 50 лисици, секој месец взимаа од мене, на море ги носели. Они таму ги продавале, ја не одем на море горе, они таму ги продавале. Значи летото, тоа сум го работил. Ама си имав платен од човек што ги работеше. Бидејќи носењето бунди во минатото не можеле да се го дозволат сите, дали се сеќавате и на некои познати имиња што доаѓале во вашиот дуќан и ги купувале бундите и шубарите? Се што постоеше доктор у Велес. Па до директорот на хартијата за овие, како да речем, за кутии од хартија у Кочани. Па до ваму доле од Штип Радовиш, у Електро Радовиш до чистачката. Абе купуваа лисици и бунди. Имав ја муштерии неброени. Ама одма ќе ви кажам. 33 години работев ја дуќан. Еден човек ја не слагав. Еден човек не слагав.
Тоа се на време, затоа што поеќе, половина 50% беа, да речеме, од кај Злетово, вака па до доле, и сега ти да дојде човекот со автобус, да плати и да дојде да рече лисицата не е готова. Оти ја лисиците сум ги правил под број и под име, што ми е готова, ја закачувам на ногата и твоето име стои. Ја уште кој ќе влезеш на вратата, ја знам дека за денеска овие лисици треба да одат. Ама им сум давал напомена. Ја можам и денеска да бидам готова. Утре, кој ќе му речам за зимање, вечер се сите закачени и сите сте во дуќан. Не сме да нема готово, не готово. Тука нема готово, не готово. У тоа сум многу пазел и затоа заработив. Поштено, честно и многу. Беа ли скапи бундите? Колку од прилика беше нивната цена? Бундите, ја од прилика од лисици да направиш бунда треба 12 до 13 лисици, зависи од големината нивна. 1500 марки беа од лисица, прва класа. Втора класа 12. А другиве бунди, што ги увозев, и тоа можам да го речем, ја сум ги купувал до 300 марки. Ако ви кажам колку ги продав, може ми не чини, ја 1200 марки ги продав. 900 марки од бунда ја заработав. За 24 сата ја бунда сум правил, ќе ви кажам на кој начин. Оти грците, ова е готово. Ја градниот кош тебе да ти уземам и одма знам кој број носиш. Оти кразнарството се изработува бундата со шаблон. Ти шаблонот прво ќе го направиш под број и еднаш ќе го пробаш и ќе пробаш, да речеме, дали на жената, дали на кого. Стои бундата вред, нешто фали, ќе му додајдеш или одземиш и се кроеше, да речеме, они цели и ја, еве, да речеме, материјалот, да речеме, дошол од Грција, сум го купил. Ти зимам мерка и одма ставам шаблонот. Цртам со кредата, сечам и одма на машината го склопувам. За пол сат ја одма можам да ти речем, еве да речеме така, али за 1 сат да дојдеш да ти пробам. Што ми е направен добар шаблонот, тоа се работи исто ко конфекциите што работат. И се е тоа одбележено со цртици, од цртица до цртица, ракавот кој ќе го составам, не смее никдека да грчи. И мора да стои бундата цакум пакум. Тука нема шашма. Ама поручок, ако е господјава на работа у нама до едниот или двата или така нешто, ќе дојде дома, ќе поседи 1 сат, 2 да се одмори и она идеше и она поставите ги правеше. И по природа некако е дарена за шнајдерка. Ја не сум седнал никога да ја покажам. Ама она на машините работи. Какви машини обично користевте за изработка на крзнарските производи? Па види, за крзнените производи, таа машина е специјална. И која ја донесо в 70 година, ни фабриката Димко Митрев немаше таква машина. Таа е А класа, Стробел се вика по име. Која ја донесов, дојде дури директорот да види и ми вика, ти каква машина, колку ја плати? Па викам, шефот ми ја донесе, ми рече 2500 марки, 2500 марки му платив и 500 или 300 марки уште ми зема царина и негдека скоро 2800 таа кошташе. Таа е специјална. И таа е А класа, таа машина, например, еве ваа кожа е судебела, нели? Од 0 до 10 се дотерува бројот, ама оваа која шијам е танко и ќе дотераш на 4 и има само да шие кожата, а влакното не го фаќа. Таа е специјална машина, а шнајдерските се повеќе служеа за поставите. Сега зошто 2 машини, она багатот ми беше само специјално за изработка на поставите. Дали мислите дека овој занет е веќе изумрен? Па ми се чини 90%. Зошто?
Сметате дека веќе не сакате? Па еве, ќе ви кажам, не зашто. Оти сега, ако сме приметиле, може за Имоцка да видиш 5 жени да носат дамски бунди. Сега отиде светот, да речем, или луѓето, дали машко или женско, сите носат винтијаги. Кратки, подълзи, чак дури кожените дълзите отпадна. Сега, вие знаете от прилика, се носи до тук таква, да речеме, винтијага и се претежно, да речеме, нели, фармерки и тоа отпадна. Бундена фармерка не се носи, да се разбереме. Тоа треба да биде или сукна или палтолон, да речеме, и така натаму. Кразнарските производи биле и ќе бидат секогаш во мода, но кразнарскиот занает за жал е еден од занаетите кој изумира. И крзнарот Тасковски вели: нема кој да ме замени.